Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција гони 36 лица во врска со настаните кои се случија на 27 април 2017 година во Собранието на Република Македонија. Приведените лица се осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста од член 313 од Кривичниот законник, за кое е предвидена минимална казна затвор од најмалку 10 години. Рано утрово, по налог на јавен обвинител, уапсени се поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност во Министерството за внатрешни работи Митко Чавков, пратеничката Жаклина Пешевска, пратениците Крсто Муковски, Сташе Василевски и Љубен Арнаудов, актерот Владо Јовановски, оперскиот пејач Игор Дурловски, Горан Ангелов Ќосето и други. Дел од осомничените се заштитени од изрекување на притвор со пратенички имунитет. Судот најпрво треба да го извести председателот на Собранието за притворањето на пратениците, пошто Собранието треба да одлучува за одземање на имунитетот. Пратеникот не може да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење на кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку 5 години. Ова е предвидено со членот 64 од Уставот на Република Македонија. Одземањето на мандатот го утврдува Собранието со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број. Доколку до мене доспева барање соодветно од соодветната надлежна институција од судската власт, јас не можам да бирам помеѓу тоа ќе постапувам или не, затоа што како председател на Собранието сум должен истото веднаш да ја препратам до Комисијата за мандатни имунитетни прашања, деловнички прашања, која што е надлежна да расправа по однос на барањето на надлежната институција. И во тој контекст извештајот на комисијата се враќа до председателот на Собранието, а врз база на извештајот на комисијата председателот на Собранието свикува соодветна седница на која што се расправа по однос на предлогот и барањето и затоа одлучува Собранието. Во моментот кога председателот на Собранието ќе утврди дека барањето ги исполнува условите од членот 53-54 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно дека е поднесено од надлежен орган, во тој случај председателот по службена должност го пренесува барањето до председателот на Комисијата за деловнички и мандатни имунитетни прашања, кој што е должен во рок од 2 дена да заврши со седницата на која што ќе се донесе заклучок како ќе се постапи по барањето на надлежниот орган. Председателот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Побара ослободување на приведените за насилствата во Собранието на 27 април и итно запирање на процесот против нив. Според него, станува збор за политички прогон и пресметка со луѓе кои се бореле за татковината. ВМРО-ДПМН ќе води таа битка. Битка за правдината и битка за татковината. Ние ќе бидеме на чело на таа светла битка. Со идеја, со чест и со име. Таа битка ќе биде тешка, ќе биде долга, но таа битка ќе се добие. Таа мора да резултира со победа и ќе резултира со победа. Ние ќе бидеме гласот и на оние кои во ова време не време, во овој мрачен период, оние кои чувствуваат страв, кој во изобилство го сервира ова ненародна влада на Заев. Ние ќе бидеме и нивниот глас. Ние ќе бидеме на браникот на татковината. Да ги браниме слободата и слободната мисла на народот. Да ги браниме нивните чувства и нивниот патриотизам. Секаде со народот. Тоа е нашата максима и оние таа ќе оствариме. На улиците, по домовите, секаде каде што треба. Бараме безусловно запирање на сите овие процеси на политичкиот прогон. Бараме итно и безусловно стопирање на малтретирањата, на теророт и живувањето кое го прави СДС. Бараме итно пуштање на слобода на сите лица кои се офатени со овој класичен политички прогон. Од ВМРО-ДПМН е денешниот упат и приведувањето на нивни функционери го окарактеризираа како обид да биде замолкната опозицијата и да се скрши отпорот на партијата, против, како што велат, сите антидржавни политики што владата ги реализира периодов. Членови и симпатизери на партијата денеска се собраа пред Кривичниот суд на протест поради приведувањето на повеќе од 30 лица за настаните од 27 април.